Објектот на општата болница доктор Ферит Мурад во Гостивар комплетно ќе го промени изгледот. Со проект вреден 480.000 евра, целосно ќе биде реконструирана фасадата, ќе се изврши замена на старите прозорци со нови, како и реновирање на дел од покривот. Ова представува значаен чекор кон обезбедување на енергетска ефикасност на зградата. Болницата ги доби финансиските средства преку пакетот за поддршка на инфраструктурни проекти од програмата ТАФ. Што опфаќа, значи, промена на сите прозори, фасада и дел од покривот, затоа што сепак треба тој покрив да биде добро саниран за да не го наруши и да го оштети фасадата. Така што со ова се добива и двоен ефект, освен на изгледот на болницата кој ќе добие, значи пред малку ви кажав дека надворешна интервенција на болницата не се сеќавам дека некогаш имало, ма ете ова година тоа ќе го има и добиваме и другиот дел, значи као енергетска ефикасност, заштита на топлинската енергија и заштеда на трошковите кои се трошат околу користењето на мазутот и така натаму. Во следниот период ќе се спроведуваат административните процедури, пошто ќе се стартува со работите. Првичните проценки и најави се дека тоа ќе се случи до крајот на годинава. Во меѓувреме привршуваат тендерските постапки за реновирање на интерното и гинеколошкото одделение. Овој зафат има финансиска рамка од над 200.000 евра и би требало да се реализира во период од 4 месеци. Имаме планирано со проектот за создавање на добри услови во едниот дел од интерното одделение, тоа е кардиолошкиот дел, каде што има интензивно коронарно одделение, каде што се третираат најтешко болните. И дел или огромен дел, значи, од гинеколошкото одделение, каде се подобрат условите на смештајот на самите пациентки, во смисол на подобрување на условите, престојот и чувството дека нели стварно лежат во современи услови во една болница на денешницата. По стивнувањето на состојбата со коронавирусот во Гостивар, општата болница се врати во нормален тек на работа. Претходно темелно беа исчистени и дезинфицирани одделенијата, кои во екот на пандемијата беа пренаменети во ковид центри.